Добре дојдовте во процес. Предрасуди, бариери, дискриминација, закони кои што не се почитуваат, право на сексуално и репродуктивно здравје, очекувањата на лицата со попреченост од идната влада. Во студиото на Нова денеска се мои гости Елена Кочевска од Полио Плюс, Христина Прошковска од Мобилност Скопје и Весна Матевска од платформата за сексуално и репродуктивно здравје. Добре дојдовте за сите. Добре најдовте. Говориме за правата на луѓето за попреченост, значи зборуваме за секако вид на попреченост. Сакам да почнеме од вас. Што е она што ве фрустрира во оваа држава, што е она што ви пречи, а би сакале да се смени лично, како Елена Кочевска? Па најмногу можеби ми пречи тоа што некако во овие изминати години од самостојувањето Македонија никако не ја научи првен лекцијата за пристапност. И често се прашувам, ако ние не ја научивме лекцијата за пристапност, како ќе ги отвараме другите теми, за кои што бараат малку поактивно и поодговорно вклучување на сите. Дегутантно стана тоа со пристапот, со години се повторува дегутантно, меѓутоа е многу важно. Еден од не само важен, него основен принцип за нормално да се функционира од една страна и вториот дел што премногу веќе ме фрустрира, испаѓа дека во држава се што се прави за нас е во основа за нас специјализирано и еве за вас нешто привилегирано направивме, па дури рампичката. Значи, тој се па пред некоја институција. Значи тој е можеби ставот и принципот кој што мислам дека ние како држава некако не созреавме и не свативме дека пристапноста не е само за нас, лицата со хендикеп, туку пристапноста и за вас, лицата без хендикеп. И доколку се продолжи да се делат така работите, и пристапноста е привилегија за нас, а благосостојба за вас, тогаш ќе се отворат некои други процеси кои што можеби нема да биде на добро. Јас би говорела малку од една друга страна и од друг аспект. Често пати ние ги бараме грешките во другите. Грешките постојат, како што рече Елена, како што рековте вие и како што сите ви ке сме дегутантно што рековте стана. Меѓутоа треба малку да се гледа и од страната од другата страна на огледалото. Значи треба малку да се гледа и кај лицето со попреченост. Ке се постават и рампи, ке се спроведи законот, ке се донесат не знам какви подвижни скали и слично. Меѓутоа треба некој да се качи по тие скали, нели треба некој да отиде до таа ординација и до тој стол. Генерално колку што е пристапноста проблем, мислам дека е проблем и самото инвалидизирано или лице со попреченост, да се работи на неговата инклузија, на неговата едукација и на неговата излегување од таа маргинализација од четириците. Сметате дека се затворени дома, не размислуваат за себе, да бидат активно вклучени во сите процеси на општеството? Сметам дека голем процент од лицата со хендикеп или со попреченост се. Значи, прво од општеството и од сите други пропратни работи кои што нели произлегуваат од секојдневието, меѓутоа и од самите нас како индивидуи. Бидејќи повторно се да не се повторувам, значи може и семејството да ми вика ајде да појдеме на преглед еден гинеколошки. Може да имам во гинеколошката ординација и пристапност, прекрасни се и докторите и се, ама треба јас да појдам. Значи јас да сакам, јас да дадам иницијатива за тоа. А тоа мое мислење дека таа иницијатива потекнува од многу, значи извори потекнува.
прво треба да се размислува за различни диагнози. Значи, изворот на тоа непотекнување може да е кај секоја диагноза различна. Например, кај церебралците, они си се откако се родени, детска парализа или така натака, па несоциализираноста може да доведува до тоа. Понатаму, ако говориме за мултиплекс, еве, јас сум представник на мултиплекс, тоа се случува на 30 на години, до 30 може би сме биле активни, после 30 ни се менува сцената на животот, па почнуваме да размислуваме сосема во друг аспект, се затвараме во една друга кутија, сме излегле од една друга и едноставно тука треба нешто да се превземе. Цело време се говори, кога зборуваме за пристапност, во читав истражувањето, пристапност до здравствените услуги, односно до болниците, до гинеколошките ординации и така натаму. Дали е тоа Генерално е проблем. Генерално најголем проблем? Па не е најголем, меѓутоа дека е проблем, е проблем. Во секој случај е проблем. Затоа што не е само пристапноста на рампата до влезната врата на некоја клиника или Каков е приемот на докторите? Значи, знаат ли докторите, ајде што нема пристапност, ама докторите како да се однесат со едно лице кое не гледа или глуво немо? Значи, за или генерално како? и за општата јавност, но и за дел од лицата со попреченост кои можеби тоа не го знаат, затоа што Христина самата напомена дека некои од самите лица се уште не се подготвени, не се интересираат и не знаат каква е приказна. Значи, генерално да кажам дека пристапност, кога зборуваме за пристапни здравствени објекти, не зборуваме само за пристапност во однос на поставување на рампа во здравствениот објект. Значи, пристапноста значи како се комуницира со одредено лице, какви се самите услови во рамки на здравствената установа. Значи, во однос на пристапноста е многу важно и дали пултот, кога ќе дојде самото лице, има кој да ги прифати, е соодветно прилагоден, например, на лице со количка, дали ознаките што се во самата болница, во самата амбуланта, се напишани со Брајово писмо за да само лице кое е со оштетен вид може да дојде индивидуално да влезе во гинеколошката ординација. Оно што го напомена Христина, можеби јас како лице со оштетен вид сакам да отидам сама во здравствена установа без да доаѓа некој со мене, затоа што со самото доаѓање значи нарушување на мојата приватност. Значи, пристапноста е концепт кој е многу поширок и кој подразбира многу повеќе отколку поставување на рампа на влез на објект. На почетокот, значи, платформата е формирана во 2014 година. Јас сум представник на платформата, како и сите моите вие и уште 8 организации. 10 организации сме, 10 организации се членки на таа платформа. Ќе посочам дека тука се порака кои работат со лица со интелектуална попреченост, Полио плюс, мобилноста предизвик која е пред организација која работи со жени со попреченост. Дополнително ги имаме Светот на длан како и Сдруженијето на лица со оштетен вид кои кои работат и самите се лица со оштетен вид, значи една плејада на различни типови на попреченост. Колку сексуалното и репродуктивното здравје е препознаено? Се мисли на овој контекст. Кога почнавме на почетокот во 2011 година, започнавме значи само како Хера и започнавме да работиме конкретно на лицата со интелектуална попреченост. Меѓутоа увидовме дека тоа не е нешто што треба да се работи посебно, како што каже Елена, за секоја целна група. Дополнително, не е нешто што треба да се прави само за еден и да биде специјално за еден и за една целна група. Тоа е нешто што треба да се прави координирано, заеднички, за да обезбедиме универзален пристап. Значи, ние се залагаме како платформа и како организација за универзален пристап во здравствените објекти, универзален пристап во социјалните институции, затоа што сексуално-репродуктивно здравје е тема која ги опфаќа здравствените објекти и услугите во здравство. Што значи се залагате? Вие имате кампања во моментот, преговарате ли со институциите? Што значи тоа, бидејќи ова некако излегува дека не е нешто што изискува многу финансиски средства, ама изискува многу повеќе добра волја. Така, во прв момент, значи кампањата сега е во текот и е како социјална кампања. Морам да кажам дека сите ние тоа што го работиме како платформа го работиме независно од проекти, тоа е многу важно да се напомене, затоа што тоа го правиме, веруваме во тоа, се залагаме и сакаме да биде реално. Значи инклузивноста, пристапот до здравствени објекти, пристапот до гинеколошки ординации како дел од покривање на услуги за сексуално репродуктивно здравје
се нешто што треба да биде реалност и секојдневие и да не е врзано со проект. И затоа тоа го правиме сите ние заедно и независно од активности врзани со проект. За што се залагаме? Значи, кампањата, меѓу другото, во овој период се случуваат многу кампањи, запознаени сме сите. Меѓу другото, значи, оди во исто време и со политичката кампања, значи дека и преговараме. Значи, до сите политички партии испративме декларација. Побаравте да подпишат. Побаравме која истата ќе биде подпишана. Тоа ги организиравме јавно подпишување, меѓутоа самото подпишување на декларацијата ги обврзува политичките партии, која и да дојде на власт, кои да бидат тие што ќе победат на следните избори, да ги обезбедат оние работи што ние ги очекуваме да бидат обезбедени. Кои се тие? Значи бараме да имаме пристапни здравствени објекти, универзален пристап. Фокусот го ставаме на гинеколошки ординации, на услуги за сексуално репродуктивно здравје. Многу е важно да напоменеме дека за жените едноставно да кажеме ќе отиде кај матичен гинеколог во приказната каде се мажите. Значи многу е важно да детектираме кои се тие услуги кои ќе бидат пристапни за машкото сексуално репродуктивно здравје, исто така да биде земено во обзир и мажите да имаат пристап до услугите за сексуално репродуктивно здравје како што имаат и жените. Генерално е потешко за машко сексуално репродуктивно здравје и за општа популација да се најде пристап соодветен, особено кога зборуваме за лицата со попреченост. Значи пак ја кажам, универзален пристап што подразбира? Подразбира соодветна опрема, доволен простор во рамки на ординации, доволно широки влезни врати за да лице може со количка да влезе, под соодветно поставен на одредена висина за да може и лицето кое е со количка да го гледа соговорникот очи во очи, да може да пристапи само да побара она што е потребно. Многу важно. Тоалети. Значи, пристапни тоалети во рамки на здравствени установи е еден од важните аспекти. Затоа што секој лице кој ќе отиде да направи преглед, после гинеколошки преглед и полна бешика, извинете, ама не знам како понатаму ќе го продолжи својот пат. Не знам, тоа можеби во новиот клинички што некогаш ќе го направат, како го направат. Уште еден многу важен момент. Ситуацијата е многу катастрофална. Родилиштата, значи родилиштата како родилишта, генерално се непристапни и за не само лица со попреченост, може и лице кое нема попреченост во одреден момент да има потешкотија во функционирањето и да не може да влезе во тоалетот кој е во рамки на собата. Значи има прилагодувања многу мали, минимални, кои не изискуваат многу пари и за кои се залагаме и велиме дека сакаме да укажеме како може истите да бидат надминати за да имаме универзален пристап и соодветна здравствена антенатална грижа. Не разбрав, декларацијата треба да ја подпишат или веќе ја подпиша? Декларацијата дел од партијата ја подпиша, за дел се уште имаме информација дека ќе ја подпишат, меѓутоа официјално го немаме тоа добиено. До 7 официјално ја очекуваме. Имаме одговор од сите, меѓутоа официјално не е подпишана од сите и до 7 декември рокот е да може сите да ја подпишат, затоа што на 7 декември планираме да организираме еден прес на кој што меѓу другото ќе можеме да разговараме и да кажеме кој се залага за правата на лицата со попреченост од областа на сексуално репродуктивно здравје. Вие како Полио Плюс имавте прилика во изминатиот период да преговарате, да договарате, да учествувате нели во креирање на политика што се однесува. Што е направено? Дали се мртна некаде од мртва точка, барем на хартија? Па генерално ако ја видите законската рамка, таа е солидна, да кажем. Меѓутоа проблемот излегува на пракса, во пракса. Затоа што еден можеби од најголемиот проблем на нашава татковина е тоа што се уште прашањето на хендикеп не го разгледува како динамичен развоен процес и не го разгледува согласно конвенцијата, туку го расчленува на разни диагнози, каде што пак од друга страна различните актери од различни институции имаат различни видувања. И при тоа ви се појавуваат разни актери, даватели на услуги, кои што нели тие најдобро знаат за лицата со хендикеп. И тука настанува хаос. Кој е одговорен за што? А вие сте таму? А вие учествувате, односно проблемот е тоа што се уште за жал постои на историска дискриминација и стереотипија околу тоа што е лице со хендикеп и како сега вие, лицата без хендикеп, ќе ни овозможите нас, лицата со хендикеп, достоинствено и независно да живееме. При тоа да имаме подеднакви права како и вас,
од една страна, од друга страна право да избереме со кого би легнале, каде да појдеме, како или не знам, Елена, ова како многу да страшно што го ствараме. кажува сега. Ова е многу длабок тоа е- јас на дискриминација. Тоа е длабок јас, меѓутоа тоа е очи тој постои. И причината за таквото постоење е затоа што сите настојуваат да го рашленат прашањето на хендикеп по дијагноза, медицински. Ние викаме во Полио Плюс секој е болен ако појдете на лекар. Меѓутоа, согласно конвенцијата се знае што е лице со хендикеп. И доколку државата тоа го регулира, тогаш нема да има проблем барем за основните стандарди и основните индикатори во аспект на пристапност, обезбедување на солидна здравствена заштита, пристап до здравствениот систем за лицата со хендикеп. И третиот сегмент кој што многу е поразителен е она што го спомна и Христина, а тоа е стереотипијата и независноста кај самите лица со хендикеп, кој што поради општествените бариери, постоечката стигматизација, притисокот или недоволната самоувереност кај родителите за да вметнат самоувереност кај самите лица со хендикеп, деца со хендикеп, кои што утре ќе бидат возрастни личности, ама ќе станат возрастни личности. Меѓутоа, вие имате и ден денеска каде што родителите на веќе возрастниот син и черка му вика детето или ќе дојде дефектологот, а детето, а тој веќе возрастен маж од 40 години кој што исто како и другите мажи, нели сакаат да општат, сакаат да излезат, сакаат да појдат, сакаат да основаат семејство. Имате дополнителни проблеми во поглед на тоа дали ние имаме право на брак. Што правиме со нашите луѓе со хендикеп кои што се сместени во институциите, во Демир Капија. Тоа е многу дали страшно. тие имаат Тоа право е на брак? прашање, посебно прашање Кој кое што треба да се отвори. Да се Тоа е. отвори. Во Бања Банско стереотипијата и ниската свест за тоа што представуваат лицата со хендикеп и непромовирањето на нови модели на лица, лидери, лица со хендикеп кои што се самостојни, независни, кои што знаат што сакаат и знаат да кажат дека јас денеска имам право на 3 пати да јадам. Без ниеден дефектолог, па дури и родителот, да ми каже што треба да има на маса. Него јас бирам. Јас одлучувам, јас кажувам, јас командувам. Особено за последниот момент, јас командувам. Може би треба некоја поагресивна кампања, Вие сигурно сте делувале таму каде што треба на терен, меѓутоа некако може би треба малку погласно да го кажете тоа јавно. Сигурно ќе треба и погласно, меѓутоа еден друг сегмент е повторно се враќаме на стереотипијата или независноста, непостоењето на самодоверба кај самите лица со хендикеп, кои што не живејќи во одредена комоција и прифајкајќи одредени услови, се задоволуваат со тоа без да согледаат дека станува збор за право. Право и бенефиција се многу различни работи. Ти како менче можеш да ми ја дадеш чашата, меѓутоа тоа не значи право дека си ми обезбедила некој. Задоволувањето со таквите нешта водат кон одредени парадокси кои што се јавуваат и во сексуалното репродуктивно здравје. Колку родителите се свесни што стално зборуваме дека нивните деца без разлика со како вид на хендикеп, дека нивните деца тоа е табу тема. Тоа е се уште табу На нив им тема. треба едукација. И потребна е едукација. Кој бе направил таа едукација? Јас не знам, Она освен која што- хера во државата, не знам Точно. се правили некаква едукација. Она што го имаме како искуство, значи Хера, освен што се залага за сексуално образование и генерално за општа популација, велиме дека инклузивноста е многу важна и дека сексуалното образование треба да е и за општа популација, меѓутоа да биде и во специјалните училишта за да лицата со попреченост секако имаат информации како што би имали сите останати. Да, го има. Дополнително оно што во периодот го имаме изминатиот период направено, тоа е соработка со Завод за социјални дејности за да сексуална едукација како модел се обезбеди во рамки на дневните центри кои се по надлежност на Министерство за труд и социјална политика и се спроведуваа низа на обуки во изминатиот период заедно во соработка со нив. Сега, имплементацијата понатаму ќе ја видиме во следниот период, значи колку од тоа што како обука го добија стручните служби за да во дневните центри се спроведуваат овие едукации, ќе видиме во следниот период колку од тоа ќе се спроведува. Имало и доста злоупотреби
на лицата со попреченост. Друга посебно со страна, ментална попреченост. точно, оно што сакав да го кажам, кога станува збор за сексуално репродуктивно здравје, многу често во прв момент многу страшно делува. И кога започнавме да работиме и говориме на оваа тема, првото зашто почна да се разговара беше, ама како сега сите ќе имаат брак, сите ќе имаат деца. Да, во ред, доколку тоа лице е подготвено и сака, и тоа е негово право, тоа е сосема во ред. Она што ние треба да направиме е да обезбедиме поддршка за како подобро да функционира во она што сака да го реализира. Но не сите, само оние што сакаат. Значи тоа е право на избор. Не велиме дека сите. Дополнително не значи сексуално репродуктивно здравје и едукација за истото. Не значи само во насока на имање на деца и семејство и имање на сексуални односи. Сексуално репродуктивно здравје е тема која меѓу другото опфаќа грижа за себе и за своето здравје, дополнително превенција од сексуална злоупотреба. Сексуалната едукација една од главните цели ги има, значи е сексуалната превенција од сексуална злоупотреба и како таква е тема за која што исто така многу треба да се зборува и да се работи. Христина, вие сте во брак? Да, јас сум во брак, не сум во моментов во брак, веќе 7 години сум разведена, меѓутоа си имам 2 дечиња, веќе се тие возрастни. Сум како родител, да. Идовте ли на некакви пречки, наидувате ли на некакви пречки на Јас искрено сум околината, како реагира, ве прашуваат ли па како можеш ли или Јас искрено сум голем позитивец и секогаш сакам да ги поодгледнам работите од позитивната страна. И секогаш и кога има некакви проблеми, дали во државата, дали во здруженијето, дали во друштвото едноставно, секогаш гледам да го извадам тоа она најпозитивното, овие другиве работи некако да ги тргнам на страна. Мене ме радува што има вакви веќе иницијативи. Знаете ли колку години, децении наназад нашиот глас нигдека го немаше? Значи, колку што немавме можности вакви емисии да правиме и да говориме јавно, толку и немаше луѓе кои што можеа да говорат на овие теми. И јас многу се радувам и тоа, значи, сепак нешто почна во државава да се случува и меѓу луѓето нас. И во оваа наша Македонија, значи што си ја сакам премногу, сам да не звучи вака глупаво. Сакав да кажам друго, значи, јас сум еден сведок на не хендикепирано или не инвалидизирано лице до 30 години и од 30 до мои веќе 40 и кусур, веќе сум во една друга фела. Значи сум го вкусила и тој живот, сум го вкусила и овој живот. Немојте да мислите, не, сакам да кажам друго, дека можам да се обратам и на едните и на другите. И луѓе што немаат попреченост, и луѓе што имаат попреченост може да бидат и среќни и несреќни, и исполнети и неисполнети. И да имаат права и да немаат, да се емоционално полни или празни и обратно. Значи, секогаш треба животот да го гледаме од една позитивна страна и секогаш да гледаме и она што не обкружува како негативно, да се трудиме да го правиме позитивно. Повторно, јас секогаш ја наоѓам вината во нас, како ние ќе се представиме, така ќе не гледа и тој од другата страна. Ама треба да овие други, да, во секој случај. И многу е важно Многу се радувам што има вакви трибини и што за овие 12 години како што сум јас од диагнозата, диагнозава последниве 5-6 години во таков еден подеме, дали во областа на сексуално и репродуктивно здравје, дали во област на едукација, дали во област на вработување на инвалидите. Значи, многу се направи во секој случај. Али е сепак малку. Но е сепак малку. Затоа сме тука, говориме и ќе вршиме притисок. Да, притисокот не смее да идува престане. ли само околу кампањата? На каков прием не идува? Ги гледа видеата? Оно што ме радува е што кампањата има многу голема поддршка во прв момент. Рековме дека кога ја почнавме на една средба меѓу нас и рековме ајде да направиме. Значи не зборувам за меѓу активистите, зборам така, генерално кај општата популација. Има многу поддржувачи, има и многу кои што знаат да кажат, ама како тие ќе имаат деца, како тие ќе основаат семејство, значи имаме и тие стереотипи. И она што знаевме дека ќе произлезе
како реакција на кампањата, го гледаме дека произлегува. Она што ме радува од друга страна е дека многу повеќе и од општата популација и од лицата со попреченост излегуваат и отворено пишуваат и зборуваат. Значи има многу постови во насока на што е она што треба да се промени и јас секогаш велам, бариерите се во општеството, сите ние треба да работиме за да се отклонат бариерите. Тие бариери се за мене, за Елена, за Христина, за сите постојат. Можеби се различни, но важно е за сите да бидат отклонети. Значи има големи реакции, ме радува тоа, дополнително има реакции како за секоја друга кампања што одат и во негатива, но многу повеќе има личности кои отворено зборуваат и сакаат да се информираат во однос на оваа проблематика. Излезе како една од темите, меѓу сите тие дискусии и дебати на Facebook што се јавија, како една од темите и точките кои понатаму треба да ги разговараме и да ги дискутираме за законот за семејство. Значи што понатаму во однос на тоа? Прво, самите лица сакаат да се превземе, да видиме дали тука во тој закон има нешто што треба да се потекне, да се направат одредени измени или можеби само имплементацијата на истиот треба да се унапреди, затоа што имавме искуство во кое што на побарана информација како лице со Даунов синдром може да стапи во брак, година и пол, значи на 2-3 наврата се обративме за да ги добиеме тие информации, кои документи се потребни за да може да стапи во брак, и после година и пол не добивме никаков одговор. Значи во законот не стои дека има ограничување и законот како таков ќе кажете дека е одличен, не може да му најдеме мана во тој поглед. Меѓутоа во насока на имплементацијата и во насока на имање на информации што со ваквите случаи, немаме пракса се уште, немаме некој што може тоа да го објасни. Некој го поттикнал. Значи треба да се работи и да се види каде одредени работи и измени треба да се направат. Па ништо, да се надополнам дека секако главен елемент е образованието и едукацијата, каде што и во конвенцијата е наведено дека треба државата да преземе мерки кон едукација и овозможување на пристапни и достапни информации, токму и во областа на сексуалното и репродуктивно здравје. Значи тоа е веќе втемелено во самата конвенција и државата има обврска тоа да го направи. И сега паралелно е пак поврзано и правото на достоинствен живот и правото на признавање на еднакво, што е поврзува деловната способност и дали државата, имајќи во предвид дека пак согласно конвенцијата, државата не сме да им иззема деловна способност на лицата со хендикеп. Што пак се поврзува со правото на формирање на семејство, дом и така натаму. И главен елемент кој што во иднина ќе може да се разреши, исто еден од главните столбови е хабилитацијата и рехабилитацијата, кои што пак се главни стожери во аспект на како сервиси за поддршка на лицата со хендикеп во градење на нивната независност како личности, како самостојни индивидуи, при што главен елемент е дека сервисот или услугата се дава најпрви на лице на хендикеп на лице на хендикеп, а потоа се појавуваат различни палети на даватели на услуги кои што ќе треба да изгледат во пресред на потребата на индивидуата. Значи, тоа е еден цел заокружен систем и затоа е многу тешко кога некогаш само ќе извадиме одредена проблематика и сите го разгледуваме, меѓутоа ги забораваме останатите елементи кои што и како се приврзани за таа област да земеме, за ако сакаме да направиме некако напредување. Велите конвенцијата, таа што ратификувана 2011 година, не се почитува. Сте биле ли во ситуација некогаш да обжалите некоја одлука, да поднесете преставка за нешто за што не сте задоволни или кревате раце веднаш, тоа во државата? Дали некој се појавил да се пожали? Не. Континуирано како и организација, значи укажуваме и на нови одлуки и на нови дури правилници, сме реагирале дека не се ни во согласно со конвенцијата и дека не ни треба да постојат. Меѓутоа пак другиот проблем кој што се појавува е оној кој што и претходно го начавме, е тоа каков став и какви размислување имаат и останатите лица со хендикеп. Ако Полио Плюс вика ваквата поставеност на мобилниот додаток кој што во моментов го дава државата за лицата со хендикеп е дискриминаторски и тој не треба така да биде поставен, додека имате организации кои што викат па не добар е види. Значи
неразбирањето и неедуцираноста за тоа што значи независен и достоинствен живот на едно лице со хендикеп представува голем сериозен проблем, при што одредени институции, особено организации и дефектолози, инсистираат работите да се делат по дијагнози. И тоа представува голем сериозен проблем за војднина. Значи, дали е Даунов синдром, дали е аутизам, дали е со интелектуална, дали е лице кое што е врзано за вкревет. Правата му се права. Апсолутно. И тука завршува. Дали е мултиплекс, дали било квадриплегија, дали горни, долни екстремитети, како сака нека биде човек. Ама значи некоординираноста помеѓу здруженијата што велите. Тогаш како ќе разбери државата ако ние едните викаме задоволни сме, едните сме незадоволни, веќе се зборуваме, нели сите, значи ти зборуваш за бенефиција, зборувам за право, тоа е многу различно. Мора да се прочистат работите, да. Решава отколку прашањето со државата. Па и треба да пробаме да видиме некој закон дали да направиме една тужба, да видиме. Да. Немојте сега јас лоша идеја да ви треба давам провоцирање. Мислам дека сите политички чинители во основ на конвенцијата си ги знаат своите. Меѓутоа, како и секоја еден пазар и прашањето на хендикеп е пазар и тие бараат. Добро, во ек сме на политичка кампања, пред избори сме, имали ветувања, политичките партии ветуваат ли нешто подносно овие прашања? Колку сте застапени? Па не треба да ветуваат, ја често викам програмите нивни колку сте застапени? Не треба, не е нивна работа да ветуваат, туку нивна работа да спроведуваат и имаат да програми во кои што имаат, да, некои програми се пообемни, некои се посиромашни, меѓутоа она кое што повторно цело време преовладува е медицинско-милосрдниот пристап, за кој што и претходно зборувавме, значи давање само на одредена бенефиција и градење на, нели повторно, дневен центар за аутизам, за Даунов синдром, за не знам ти што. Значи сето тоа е милосрдие. Значи тоа не ги решава работите околу лицата со хендикеп. Потребен е системски закон за правото и достоинството на лицата со хендикеп, нешто што ќе овозможи на државата полесно да ја сочвака конвенцијата за да може да ги протурка низ целокупниот систем и да ја спушти на локално ниво, поблиско до самите граѓани, а во исто време мора да работи на наше активно, викаме, вклучување во креирање, создавање, мониторинг и така натаму, и едукација. Всушност владините се десна рака на државата. Па државата би требало и организациите на лица со хендикеп да го направат тоа, врз основа на тоа да се приклучуваат останатите даватели на услуга. Кај нас обратен е процесот. Држава давател на услуга и имате клучка. Добро, Христина, сакам да ја прашам околу емотивното прашање. Гледам тука тука се пренаоѓам, да. И ова да ви кажам искрено. Да, тоа сакам да кажам. Значи прво ние како здружение или како така едни групации, асоциации на луѓе со попреченост, мислам дека ни боја не треба да гледаме, ни партиска обоеност, ни национална поделеност, никаква. Значи проблемот го има и албанецот, проблемот го има и македонецот, и јапонецот, и сите во светот. Треба да си ги гледаме, значи нашите потреби, и се државата ни треба, нели, партијата за да ни овозможи, за да ни изгради, за да ни направи. Меѓутоа внатре ние како елемент треба да си бидеме сите заедно, ми се чини. И во нашето здружение конкретно имаме од сите националности, од сите возрасти, од поразлични дијагнози и така. Што би им препорачал? За овие 12 години или поактивно 8 години во здруженијата си изнагледав се. Се трудам колку што можам, на секаков можен начин, да им кажам дека треба да бидат среќни и да си го остваруваат сето она што ќе си го замислат или сонат и во реалност. Ако ви речам од 10 дека 2, 3 или 5 души сум успеала да ги убедам и се веќе среќно женети или омажени или си имаат покрај себе партнер,
веќе да зборуваме Значи, за веќе си за имате деца, мисија. да. Веќе си има мисија. Значи тука си се пронаоѓаме ја себе и тука си и можеби ете тоа ви велам меѓу нас прво треба ние да си се сложиме и тоа да почне за од почетокот нели пирамидата да оди кон нагоре. Затоа што ние ако не знаеме да им кажеме на институциите што ни треба, нели правевме платформа каде што ние мора да составиме една платформа за да им кажеме кога ќе одиме во министерството што ни треба. Апсолутно. Што очекувате? Тоа, од сакам идната да кажам влада? значи да им посечам на сите мои пријатели, на сите мои сограѓани кои што имаат. Јас конкретно сум во Проблем. Сдружение за телесен инвалидитет, кај нас значи оштетување на телото. Телото нема ментални, нема. Меѓутоа истото тоа е за сите, да си го живеат животот и да се трудат да заборават на својата попреченост, барем во својот ментален и емотивен склоп. Затоа што секогаш ќе биде нивниот свет многу поубав и порозов него ли да запаѓаат во таа некоја нивна меланхолија. Кажано, што Благодарам. очекувате од идната влада, сите? Вие во вашиот сегмент, вие во вашиот... Поголема соработка, односно поголема соработка очекуваме и очекуваме вклучување на мислењата на поединецот кој треба да живее овде во ова општество и земање во предвид на потребите на секоја индивидуа. Значи, постојано кажувам и постојано ќе продолжам да го зборувам истото. Универзален пристап, обезбедување секаде на сите нивоа. Едукација на сите нивоа. Значи, не само професионалци, здравствени работници, лица со попреченост, семејства, едукација на сите нас на повеќе нивоа, за да може да одиме понапред и секако поддршка за тоа од институциите, затоа што невладиниот сектор денес не има, може утре да не нема. Она што треба да остане е она што барем сме го изградили и се покажало како успешна приказна да продолжи во годините и после функционирањето на која и да е организација и кој и да е проект. Значи институциите тука се клучни, која и да е влада идна, Да се ја превземе очекуваме да ја превземе врската и во почетокот, значи, на креирање на која и да е политика да го слушне гласот на секој поединец. Значи, а има начин како тоа да се направи. Еленче ти? Па јасни се нашите барања до било која влада. Значи, ние стоиме и ние сме пријатели на го имаме нашето владење околу и експертиза. Добро, тоа мислев на идниот И креатор на политиките. идниот кој креатор да на биде? политики мора, кажав првен, мора да се донесе еден сеопфатен системски закон за правото и достоинството на лицата со хендикеп, што ќе му овозможи на идниот креатор полесно да ја спроведи конвенцијата од една страна, второ ќе мора веќе власта идна да вклучи поактивно лица со хендикеп, советници, министри, меѓутоа да бидат лица со хендикеп без разлика ако Во сите хендикеп, тела, во повеќето сите тела. значи Така. не стане збор. И тоа се однесува особено за екнување на делот за инспекторијатот, радежниот државен инспекторијат, кој што ќе мора малку поактивно и по ревносно да си ја спроведува својата обврска околу пристапноста, која што не опфаќа само физичката, ќе мора малку подлабоко да ги гледа работите. И клучниот елемент е да се создаде нова политика на сервиси за поддршка на граѓаните со хендикеп, каде што ќе се знае цена на чинење на една услуга, каков вид на услуги имаме потреба и ќе може да направи доволно ефективен и ефикасен систем на мониторинг и евалуација, за да може на крај да носи ревносно, односно соодветна политика или да се знае во кој насока може да се задоволат правата на граѓаните со И да ве хендикеп. видиме во брзо време и во парламент. Па, помина. Се надеваме. Македонија Добро. изостана. Тоа време, значи, А зошто и да потребни не? се подготовки. Зошто и- и да не и треба. министерот за финансии во Германија човек во количка? Токму така, значи, за разлика од останатите европски земји, Македонија некако заостана околу политичкото учество на граѓаните со хендикеп, што може би е поврзано од една страна со
самиот капацитет кај лицата со хендикеп, имајќи во предвид дека се уште сме во некакво инклузивно, меѓутоа сепак сегрегирано образование од една страна, од друга страна менталитетот и разбирањето за тоа како луѓето би гласале за ако е некој на листа е лице со хендикеп, затоа што последните истражувања покажуваат дека луѓето без хендикеп имаат отпор да прифатат шеф ако е со хендикеп, па дури и со физички, што е доста страшно. Многу страшно. Од една страна и ќе мора да прифатат, како викаме, за разлика од другите земји, имаат советници, имаат парламентарци, ние целосно некако го изостанавме тој елемент. И остана само невладиниот сектор, значи па токму така и мора да се, како викаме ние, ова прашање е испреплетено, значи прашање кое што ќе мора и идниот министер без ресор да има стратегија, акција, план што ќе прави во врска со прашањето на хендикеп. Ако се уште се стави само на маса на МТСП, тогаш Македонија стварно ќе има проблем. Ама и поголема активност кај вашето членство, иницијатива Заедно. да се влезе во политиката. Ама тоа, јас, например, што би им препорачала? Ова све што кажа Елена, нели, Весна, тоа си стои, се согласувам со сето тоа. Уште би додала да се скрши таа бариера кој сме, значи, лице со попреченост, кој не сме лице со попреченост. Бидејќи кога би не прифатили и нас во сите сегменти, како што рековме, и ние се вклучиме во сите сегменти, тогаш државата ќе има од нас добро. И нема да не храни, нема да бидеме на неизин терет, во исто време ќе ствара една здрава нација и здрава популација од нашата, значи, фела, и ќе бидеме и продуктивни, и ќе работиме, и ќе биде добро за целата држава. Значи, не треба да се делиме, ние ако не можеме да копаме или да работиме во ресторант, можеме да работиме интелектуално. Па нормално, ние имаме наши членови во НАСА што се вработија. Например, парадоксално е ние уште зошто немаме. да не ги гледаме од таа страна работите, да. Не треба влеземе, доволно е да се направат барем инфраструктурни Добро, полесен е начинот, Полесен, за да се полесен е, изборите за меѓутоа вашите права. да има представа. односно Так. лицата со хендикеп да бидат нели едни од На тоа тие мислев. кои што ќе имаат и Ви благодарам што бевте гости. И ние на вас, на Благодарам. поканата, благодариме.